По одржување на историскиот Валандовски конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, јавноста очекува да види како партијата сега ќе се однесува во собранието и надвор од него. Дали навистина ќе се случат промени и ќе го видиме новото лице на ВМРО-ДПМНЕ? Нашата Ели Салфета разговараше со висок представник на партијата. Добар ден, господине. Добар ден. Добар ден. Кои се плановите на ВМРО-ДПМНЕ за во иднини, дали тоа ќе биде конструктивна опозиција во собранието? Так, па видите вака се, доколку ме прашувате мене лично, тогаш ја би знал што да направам во овој момент, меѓутоа јас не сум тој човек. И токму поради тоа ова прашање и било какви други прашања, јас би ве посоветувал да му ги патите на новиот лидер на односно господинот Мицковски на партијата. А заради тоа чукнавме на вратата каде што пишува председател на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа, па да, видите, тоа колегите заборавија да благовремено да го коригираат, па само за еден момент, бидете така. Момент. Бидете, Подо само колку. Добро, каде да го најдеме председателот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски? Момент, извинете. Момент, само Студија? Или Салфета, дали може би конечно ќе дојде Мицковски? Господинот Мицковски. Да, така е. Видите, во овие моменти вршиме координација со цел да ги донесеме правите одлуки кои ќе бидат во согласност со новиот дух, новите политики на веќе реформираното ВМРО. Благодарам. Не сваќам. Се надевам дека господинот Мицковски ќе си го најде местото како председател на ВМРО-ДПМНЕ. Да ве потсетам, Заев го замени Бранко, Никола Љупчо, Жерновски Манасиевски, па се надевам дека почесниот председател ќе му отстапи место на новиот председател на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски. Студија. Ти благодарам, Ели Салфета. Веруваме дека со тек на време почесниот председател ќе му го ослободува кабинетот на новиот председател. А вие останете со вчерашни.